Дафина, богаташке од Гостивар, како? Тоа е прашањето. Како си се стекнала со ова? 200.000 евра да купиш 3 стана. Не се нервирај. Не, немој. Нема вака. Не знам вака. Што вака ве не реагиравте кога бевте во опозиција? Кога вие узурпиравте говорници. Како се викаше оној пратеник што ги поливаше кod свења? Арбен Адеми. Арбер Адеми. Арбер Адеми. Кога ве поливаше со цвеќиња, кога ве гагеше со шоѓата? Со филџанот. Што не скокавте вака боки? Зашто вака не скокаше тоа? Ама мечка, лажговци поише ги боли вистината него било што друго. Да. Кога некој лаже, краде и манипулира, вистината му е најголемиот непријател. Ама ние ово зборевме и пред избориве дека она има 6 стана. Од кај се? Тоа е прашањето, од каде се? Да влеземе у тема за Дафина Стојановска и што им направи Пасиев како ги изремети тамо сите у собрание, би предложил прво да го погледнеме видеото, па после да влеземе да го коментираме. Ајде. Читувана богаташке од Гостиварско. Со 6 стана и една викендица. Ова не е говор. Значи ова не е говор. Молам. Не може мене да ми се обраќа, нема реплика, може процедурално. Ова не е говор. Не може Димитар Апасиев овде да узурпира институција и да глуми жртва овде. Јас не сум богаташка, ти си богаташ. Наркомани сте. Јас 6 стана многу добро знам од кај се. Моите 6 стана имаат уредено имотно потекло. Ако сакате овде да глумите циркус, ова нема да ви го дозволам. Исклучете го таму микрофонот, Ти исклучи го. Ти исклучи се. Значи, Ти исклучи се. богаташке Немој мене почитува. Немој ти мене Пренесете почитува. на вашиот лидер алкохоличар Колега. да ве прибере и да не се понашате како малограѓанка одека. Ке не трпите тек до прва. Крвта со памук че има да ја пиете. Да, ке трпиш тек до прва. Еве ти кажам. А шо Апасиев ве изнервира толку и зошто Апасиев не беше во право? Прво рече почитувана богаташки од Гостивар. Под богаташ се подразбира човек со многу капитал. Да, и големи примања. Да, и големи примања. Значи, Ајде да видиме дали ги исполнува сите услови. критериумите дали ги исполнува? Ајде да видиме, пуштите Зима- ги. Не, зима- чекај, ама го имаме ние она како се вика Имотните анкетниот листови? лист. Не. Ама ќе ги спремиме. Ај спремете ги анкетните Само да листови. почнеме со коментар. Зима колку 3000 евра и поише Не, плата. Она зима Од собрание. 200.000 денари плата од собрание. Добро. Тоа е основна. Тама не да ги најдам. Плюс комисии, плюс патувања во делегации, тоа се дневници за во странство, Плюс патни трошоци. плюс патни трошоци, плюс одвоен живот. Значи она зима цирка 4000 евра месечно. Без патни трошоци. Значи она зима 4 четврче без патни трошоци, цирка секој месец. Плюс за 3 месеци она земала 6000 евра патни трошоци. Значи она земала за 3 месеци 18.000 евра. За 3 месеци. Ми личи мене тоа на богаташка. Плюс има 6 стана
за кој што и самата вика дека становите и се легални, ги има на документ. Добро. Плюс има една викендица во Маврово. И таа е легална. Ја има на документ. Од тука, шо она се нервира кога и вика Дека е богаташко. почтувана богаташкиот гостивар. Пушти слика. А? Шо е проблемот, не разбирам ни ја. Да, шо е проблем? Она е богаташка од гостивар. Шо, се срамиш ти од самата себе? Непријатно ти е пред македонските граѓани кои што дневно пола милион живеат со 120 денари дневно? Од нив ти е непријатно вака да кажеш дека имаш 6 стана и 4000 евра месечно? Ева бе, мечка. Шо се нервираш? Ма не се овие, брат. Тие се. 1, 2, 3, Сите 4, се. 5, 6. Да. Сите се. Зошто? Се непријатно ти од граѓаните кои што живеат, пола милион живеат со под 120 денари дневно. Од нив ти е непријатно? Шо се нервираш? Ти си богаташка од гостивар. Прашањето не е богаташки од гостивар. Даци. Дали ти ги имаш тајно на имотен лист или ги немаш. Прашањето е како си ги стекнала. Тоа е прашањето. Прашањето е од што се стекнати. Како успела да се стекне со 3 стана у една година? Значи, у 2017 успела да купи 3 стана во Скопје. Како успела тоа да го направи? Другото прашање кое што се наметнува е зашто ако има 3 стана во Скопје, зошто наплатува од граѓаните на Република Македонија, од буџетот на Република Македонија, наплатува патни трошоци? Зошто за 3 месеци тие патни трошоци се 365.000 денари? Колку пати возела Скопје гостивар за да стигне до оваа сума? Значи, тоа се прашањата кои што Дафина Стојановска треба да ги одговори, а не да се расправа со Димитар Апасиев и да му кажува дека не знам биле наркоман или не знам се што, затоа што тоа не е одговор на реалното прашање кое што виси во етерот. А тоа е како си успела да се стекнеш со 3 стана во Скопје во една година? Како тоа е па би поише по овие денешни. Поише, брат. Поише од 200.000 евра. Да ги рачунаме, не поише. Па е, да, ако се 1500, да, 200.000. 200.000. Дафина, богаташкиот гостивар, како? Тоа е прашањето. Како си се стекнала со ова? 200.000 евра да купиш 3 стана. Не се нервирај. Немој. Нема вака. Не знам вака. Што вака бе не реагиравте кога бевте у опозиција? Кога вие узурпиравте говорници. Како се викаше оној пратеник што ги поливаше код свеѓија? Арбен Адеми. Арбер Адеми. Кога ве поливаше со цвеќиња, кога ве гагеше со шоѓата? Со филџанот. Што не скокавте вака боки? Зашто вака не скокаше тоа? Ама мечка, лажговци поише ги боли вистината него било што друго. Да. Кога некој лаже, краде и манипулира, вистината му е најголемиот непријател. Ама ние ова го зборевме и пред избори бе дека он има 6 стана. Од кај се? Тоа е прашањето, од каде се? Александар Јован вика, мечка, не си човек, па тие се жртви на заевизмот, срамота за тебе, па што ја раскажуваш. Абе греота. Свано, ова е голема жртва на заевизмот. 2017 Заев доаѓа на власт, она 3 стана купува. Да. Тажно. Да не ги земат парите? Тажно. Не знам. Она не иде на не е со F16, она на работа иде со болидот на она иде со болидот на Шумахер, тој V10-ката што беше. V10, тој многу трошеа тие. Да, до 2007-2008 мислам дека таа сезона, 2007-2008 многу трошеа тие. Непријатно. Тоа е. Еве Дејан Додевски сме го делеле народот, вика не го делете народот, ти како си купил BMW мотор? Со работа? Со работа, брат. Со една од најуспешните фирми веројатно у медиумскиот простор у Македонија. Да. Со многу работа, брат. Со, како да ти кажам, ние, например, од државата немаме земено цент. 0. Цент.
Ни тендер, ни повик, ни проект, ни ова не знам што викаат овдека, реклами. Цент нема земено нашата фирма од државата. Државни пари. Ниеден цент. Баш ка тоа што од сега деве што вика Боро пекарите и така натаму и така натаму. Стани и ти у 5 сат да прави бурек. У 5:30 стани да го разнесуваш леп, бурек, пецива и така натаму. Секој ден, секој сабајле. Јас, фала му на Господ, не сум го работел тоа многу време, го работеле моите. Ама моите го работат таа фирма е стара 45 години. И таа фирма имала 5 дуќани у Скопје. Како да ти кажам? Така сум купил. Ја би сакал да искоментирам уште едно безобразие и не можам, мислам, разбирам зашто го прават тоа, но еве јавноста нека суди. Истото објаснување кое што се обидуваат, сега има луѓе со сериозни пореметувања ментални да оправдаат Дафина Стојановска. Македонер, ајде бе брат, кажи бе мечка подетално од кај ти се приходите. Сега ти кажав, сега ќе ти кажам уште еднаш. Инфомакс е, мислам дека втор најплатен канал на YouTube. На Facebook, значи реклами од Facebook и од YouTube, кои што се далеку над просечните реклами во Македонија. Значи, се плаќаат многу посериозно. Работиме продукција, видеопродукција, за која што многу добро знае Мицковски и ВМРО ДПМН, бидејќи целата видеопродукција и сите спотови им ги снимавме ние за локалните избори. Сите лайв, сите преноси во живо од 2 или 3 кампањи, од 3 кампањи сите преноси во живо ги правеше Инфомакс, наша опрема, не Инфомакс, нашата фирма. Правиме истражување на јавно мислење, спроведуваме анкети. За овие избори немавме анкети. И така. Сега јасно ти е, ево детали ти кажав. Кој ти ги дава парите за анкетите, а? Батали го, поентата ми беше друго. Македонер. Значи сега, ја со тебе сосеќам кога да разговарам со дете од 5 години, кое што прашува зошто, а како, а зошто, еве ги ти кажам сега. YouTube и Facebook пласираат реклами самите они, пласираат реклами. Значи они сега, например, додека го гледаш видеово, ќе ти се појави реклама, сама од YouTube реклама ќе ти се појави. Од тоа појавување на рекламата ние земаме процент од YouTube. Сваќаш? Сега колку поише вие од штабот не гледате, толку повеќе земаме ние толку поголем процент земаме од рекламите на YouTube. Македонер имаше еден гледач пишано дека е македонец кој што живее во Германија со бугарски пасош. Македонер, завршуваме приказна со тебе. Поздрав, убава вечер. Сега, што е поентата? Гледам дека се обидуваат да оправдаат Дафина Стојановска, луѓе со посебни потреби на социјалните мрежи, го напаѓаат Инфомас, го напаѓаат Апасија. Давид Симоновски прашува, аве да му чекаме да им одговорам, ајде. Дали некои бугари или бугарски фирми ви платиле рекламирање? Ниедна, никогаш. Ја и Милош имаме забрана за влез во Бугарија. Јас и Милош имаме забрана за влез во Бугарија и Боро има забрана за влез во Бугарија. Например, ќе ти кажам се една ситуација, нас ни беше нудено дури и тогаш ни ја ставија забраната бидејќи сме одбиле. Сме одбили реклама, сме одбиле и бугарско државјанство, и пасоши, и лични карти. Сме одбиле многу сериозни суми. И ни ставија забрана, после отидовме нели се тепавме у крива паланка, ги бркавме тие пратениците. Нешто повеќе што од тоа што ти си направил, овој ти што ме прашуваш. Ти не си мрднал од дома за Македонија. Не си мрднал од дома за Македонија. Ја и Милош, Боро и Иван сме биле на минус 25 да ги бркаме бугарите низ крива паланка за да ги избркаме од граница. Така да ниту една
бугарска компанија, човек, не е битно што ние ја у Бугарија не сум бил. Ниеднаш. Јас сум бил еднаш транзит у Средно. Идевме у Истанбул и со автобусот низ Бугарија. Еднаш транзит. У Бугарија не сум бил, ја не познам бугари. Ја не ги знам. Не знам. Ја не знам Милош како може бугарин да биде. Сега Давид Симоновски ме праша зошто дозволуваш бугари во чатот? А ти па ја не треба тебе да ти дозволам да си у чатот, пошто си Да, ти си поштетен. Ја поштетен моментот. си ја намалуваш и IQ-то просечно на чатот, а тоа кој сака може да си коментира у чатот. Ние не сме не знам. Кој сака може да си коментира, што има врска дали се бугари или не се бугари. Може срби да бидат, може Има и руси. срби, има и може- албанци, има и босанци, има албанци, македонци. турци, све има грци И на за- Facebook и грци има што гледаат. И затоа ми е најмногу мерак. Зошто да не им дозволувам? Кој сум јас да им дозволувам или да не им дозволувам? Правилата на чатот се, ако навредуваш, ако пцуеш и ако збориш глупости, ќе добиеш бан. Ќе бидеш блокиран на чатот. Не е важно од кој етникум си, не е важно која ти е политичка партија, не е важно која религија си. Или си човек или не си човек. Тоа не е уопште важно, може да биде кој сака у чатот. Само додека не се навредува, не се пцуе и не се навредува на етничка основа, на партиска основа, на религиска основа, не сме навреди. Да не се пцуе и да се почитуваат правилата на чатот. Кој сака може да биде у чат. Во спротивно ќе биде блокиран. Сега. Како што реков, има луѓе со посебни потреби кои што на социјалните мрежи се обидуваат да одбранат Дафина со тоа што пишуваат дека становите за кои што се разборал Димитар Апасиев се имот на родител. Да се подсетиме дека истото такво оправдување го имаше Игор Јанушев, па кој што после се објаснуваше како неговите родители биле од богато семејство, не знам, фармацевти и така натаму. Поентата е следна. Не знам како е можно. Извини, момент. Како е можно, само да се докажам зашто од преска 3 пати. Како е можно од луѓе кои што буквално си ги местат сопствените родители и ги ставаат во ваква каша да очекувате дека им е гајле за вас? Само толку имам да кажам. Мечка еве културно одговори како плаќаш данок на приливи од YouTube. Појма немам, книгоодител имам. Знам дека плаќаме данок за приливите од YouTube и тоа пополнувавме целосни изјави заради тоа што се базирани во Америка, дека таму треба да не исклучат од плаќање данок во Америка, за да не бидеме двојно одданочени. Тука знам дека плаќаме, не знам, 10% ли беше или не сум сигурен, или 11% беше за трговија преку интернет или како се вика што не сум сигурен. Битно така плаќаме. Тоа да не правам. Така да не знам како очекувате луѓе да го штитат интересот на сопствениот народ кога буквално си ги ставаат во каша и во проблем сопствените родители. Тоа ми беше поентата. Истото оправдување го бараат сега за Дафина, тоа бил имот на родител, истото оправдување го бара и за како се викаше, го бараше Игор Јанушев, исто имот на родители, родителите му го дале станот. Претходно, на претходниот имотен лист он имаше преку 10 станови во негова собственост, он се свел на тоа да неговите родители треба да му поклонат стан кај што он не живее, а патем има фирма во Бугарија која што никогаш не му е пријавена во анкетен лист, фирма која што на годишно ниво имала обрт од 300.000 евра. Мислам, сега, Извини. тоа се, како да ви кажам? Стефан Тодоров вели зашо ме баниравте во петокот? Стефан, ја не сум те банирал. Само кажи ми кој, затоа што има 4 или 5 админи овдека или Јас го банирав Стефан Тодоров, значи почна да ескалира работата со бугарите, колку бугари, толку македонци. Да, добро, не се расправа. Банирав, имаше луѓе кои што погрешка ги имав банирано. Александар Мартинов, мислам дека беше еден од тие, му се извинив у приватна порака. Стефан Тодоров, не знам што си напишал, што си кажал, брат, премногу луѓе гледаат, премногу не си бил баниран, туку си бил веројатно на тајмаут. На тајмаут, да. Сите ги ставав на тајмаут за да... Да. Еве да прочитаме нов гледач, прв пат го гледам, данок на добивка Food and Music, да. Значи книгоодител, ја не се разбирам од тоа, имам книгоодител. Не е нов гледаш во Food and Music, ама не си Не, Джошуа, вели дечка, не сум за политика, али сепак одлични емисиите правите, а сепак на некого му е криво за истината што ја кажувате, сепак цареви сте, продолжете само така, браво. Фала ти многу, Джошуа.
Ама види, секој пат кога се Е, оди вика Tube 88, нека искочи Дафин овака да каже отворено комечка. Бујрум, ова столче тука е слободно, секојаш кога некој ќе од нив ке сака да дојде да каже. со една забелешка што Мечка не мора да објаснува затоа што не зима пари од државата и од деноночните обврзници од Па граѓаните. Блекадер, гледаш. А Дафина Стојановска зима пари од граѓаните. И треба да објасни како се стекнала со имотот. Ние правиме зголемување на девизен прилив во Македонија. Не знам, брат. Блек гледаш? Физичко прав појма немам, брат. Како иде тоа, затоа што јас знам книгодителот ми вика толку имаш за данок. Добро. Еве, толку се префрлај, чао.